Почитувани мои, полека стигнавме до 10-тото издание на емисијата Во Агол. Ви овозможивме да се запознаете со голем број уметници од областа на музиката, поезијата, актерството, режисерството. А оваа 10-та ја посветувам на уште една, да речеме, уметност – магионичарството. За почеток, и јас ке се телепортирам во ирскиот паб Даблин во Штип, каде ќе дознаете повеќе за илузијата и како мојот гостин успеа да се спротивстави на гравитацијата користејќи лавитација. Вие останете каде што сте, се гледаме за кратко. Почитувани мои, како што сами слушнавте и видовте од најавата на ова 10-то, да речем, јубилејно издание на емисијата Во Агол, мојот вечерашен гостин ниту е актер, ниту е музичар, не е режисер, не е писател, не е поет, но сепак е во шоу бизнисот. Станува збор за Љубе Шоу, кој што вечерва за мене и за вас, почитувани гледачи, ќе направи неколку трикови со кои што јас претпоставам дека ќе бидам воодушевена, но сигурна сум дека исто така и вие. Добра вечер Во Агол и добре дојде. Добра вечер, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Секако, Во Агол е емисија која што ја обработува, да речем, на некој начин уметноста и можам да кажам дека она со кое што ти се занимаваш може да се нарече еден вид уметност. Уметност, така, да, токму така. Се занимавам долго време, може би повеќе од 12, не знам, од мала возраст, од некаде 10 годишна возраст. Првите почетоци, некој 2-3 трика од покажени од мојот татко, пошто бидејќи тој се на еден начин има занимавано со тоа. Ми покаже 2-3 трика, со тек на време сакав длабоко да навлезам и веќе, да не кажам полупрофесионално или професионално се занимавам со илузијата. Снимавме, значи, во Скопје трикови, таму на еден начин започна се, мора да поздравам екипата во тоа време. Дечки од интернат, бидејќи учев таму студирав. Правевме трик со карти најнормално, тие се почетоци клоуз-ап техника на секој илузионист и така се запрашуваме сите да направиме нешто поинтересно за народот и за луѓето. И го наснимавме трикот со левитација или одење под зид. Токму тоа беше најавата за оваа емисија, левитација, односно ти се спротивставуваш на гравитацијата. Гледачите на емисијата Во Агол ќе видат за кратко зашто точно станува збор, меѓутоа ти претходно да ни опишеш што се случуваше, на кој начин и како успеваш да ја пробиеш гравитацијата. Ми беа потребни добри 2 месеци активно спремање, како психички, така физички, значи си бара самата илузија, значи одредено време за агол, за светлина, за не знам подготовки. Се случи, не знам колку време веќе помина, можеби години, повеќе од година е сниман тој трик. Требаше да се случи нешто ново, меѓутоа не се поклопени или коцките. Се снимаше на локација во Кочани. Таму го направивме најидеалното место, значи тоа беше идеално место за тој трик. Исто така сега подготвувам нова левитација, нема да откривам зашто е, нешто слично нова, но малце поинтересна, но пак ќе кажем, кога ќе дојде време за тоа. Така, реков гледачите ќе можат да видат за кратко дека, еве Љубе, мојот вечерашен гостин, успева да се движи по дрво и буквално да е во вертикална состојба така еден подолг период. Колку е потребно, рече дека си имал подготовки, меѓутоа што е она што е потребно, значи психички и физички за да го направиш тоа нешто? Или по суштина, значи да ги разграничи малце работе за оние што не знаат, има поголем број на луѓе не знаат што е всушност илузијата. Значи имаме сценска изvedба, ментализам, клоуз-ап техника, ова на еден начин е сценска изvedба. Проблемот што е? Значи во суштина се е трик. Значи илузија. Но сепак ние илузионистите ја знаеме и ја разбираме таа тематика и знаеме до каде ни се границите и колку можеме да дадеме и нормално. Почелни сме за што повеќе и што поекстремно, ајде така да го се изразнам, поекстремен трик да направиме. Во Македонија ги поздрав моите колеги, има дечки се занимаваат баш од овие три ранки како што ги нагласив, што потекнуваат од илузијата, значи ментализам, клоуз-ап техника или работа блиско со карти, со не знам обични реквизити што во моментот може да се најдат, истинска изvedба
Мислам дека само еден е Кристијан во Македонија се занимава со сценска изведба, имаше настапи. Меѓутоа сценската изведба, пак ќе напоменам, тоа е проект што малце подолго време треба да го обработуваш и ти треба повеќе Дали треба да реквизити. медитираш, например, пред Медитација да не, направиш не, значи зависи кој како гледа на работи. Мислам тоа е Така, до самиот психички да се така, подготвиш. тоа е до самиот илузионист. Меѓутоа мене воопшто не се ми потребни тие работи. Едноставно знам кога треба. Пак е за клоузап техниката, значи ако веќе работиш од близу, значи мора да покажеш добра позитивна енергија, тоа е многу важна работа, добар шарм и насмевка кај луѓето. Ако извадиш насмевката, тоа уствари аплаузот, тоа е целата работа што треба ти да добиеш ако гледаш возврат на сето така, како си се бека, трудел. да, фидбек на еден начин од самата публика. Тоа е. Колку време се снимаше тој да речем клип, тој спот? Па, Колку време со ти беше оглед на потребно да тоа го што снимаш почнавме некаде околу 9 часот, едно добри 5-6 часа го снимавме сигурно, да. По плането 3-4 беше готов. Значи се прават оние финеси со завршни со монтажа и беше веќе пуштен на терен. Што на моја среќа, мислам, јас сум баш изненаден што се многу добро расширени со овие социјални мрежи, да речеме, или портали низ Македонија. И имаше, за нормално, има и позитивни, има негативни коментари, али во глобала беа доста позитивни и интересно за луѓето. Не се занимаваат луѓе, мислам, во Македонија со баш оваа професија, има, нели, дечки, оние што се поискомерциализирани, се знаеме веќе кои сме. И пак е интересно да се види. И сега пак на еден начин не доаѓа на ниво, не сме на тоа ниво кај што треба као шоу бизнес да се покаже, али се трудиме и тие што сакаат, она публика што сака да го види, тоа го гледаат. Пред гледачите да го погледнат клипот, само ќе те прашам зошто Кочани? Ти си од Пробиш тип, Така, тоа не да. го Ова е кажавме. интересно, Меѓутоа локацијата е во Локацијата е Кочани. во Кочани, па не е баш и во Кочани, тоа е во Кочанско село Уларци, од таму е мојот татко. Мојот дедо, баба, и нив ги поздравувам, Чичко Стрина се таму и кога напоминување, кога нели одаме Значи, за село. позната ти била територијата. Да, и затоа ги гледам локациите, пошто многу е важно за илузионистот на која локација и сега не за џабе ово интервју вака камерите се поставени, значи си знаеме ние како треба, што треба, си имат одредени агли, светлина и сето тоа. Така. Па еве, бидејќи оваа локација овде Во Агол, ова е во Агол сега, во да. ирскиот пап Давлин во Штип не ти е позната Да, и ова не. претпоставам дека нема тоа овде да го изведеш. Да. Не и нема некакви услови. Во некоја наредна прилика. Так, затоа еве предлагам до гледачите на емисијата во Агол да го видат клипото на што е снимено, ете на локација во близина на село Уларци, што е она за што разговаравме сега со Љубе, па потоа ќе продолжиме повторно со разговорот, ќе разговараме за други трикови, магионичарски или илузии, секако ќе направи нешто за да видите на лице место, за кое што не му е потребно ниту дрво, доволна е оваа маса. Уживајте.
Почитувани мои, предпоставувам дека впечатокот кој го имавте додека го гледавте клипот е истиот каков што го имав и јас, додека јас прв пат го гледав она како мојот вечерашен гостин успева да се движи по дрвото и како да успева толку смирено да е 1 метар или колку веќе над земјата. Овој клип може да го најдете на YouTube. Спомна и Љубе дека и на социјалните мрежи, значи имаш своја YouTube страница. YouTube каналот е Љубе Шоу, фанпејџот е Љубе Шоу, мислам фанпејџот на Facebook е Љубе Шоу, се што е ново, еве сега вашето интервју ќе го закачам. Се што е ново објавувам таму, секој нов трик, секој ново интервју, значи Љубе Шоу. YouTube канал Љубе Шоу фанпејдж на Facebook. Колку имаш објавено клипови на YouTube? Има повеќе, ја не успеав да ги гледам сите. Да сега горе, јас не знам точна бројка, горе-долу 20 видео трикови со интервјуа поврзани заедно. Интервјуа и дел од она што и ти го спомна, што си го снимал во Скопје, со случајни минувачи, со граѓани тоа се стрит меджик, кои што улична магија. Буквално си изненадени од тоа што го правиш, меѓутоа она што мене ми остави впечаток е исто како нели овој клипот за левитацијата е еден клип кој што се однесува на имаш 3 чаши на масата и под една од чашата имаш нешто како шилец или не знам што е тоа и успеваш на кој начин сега ќе ми кажеш успеваш да не го пронајдеш, значи за да не ја прободиш раката, значи драги гледачи станува збор за еден трик кој што тие 3 чаши како што спомнав, под една од нив има нешто како шилец и Љубе буквално успева на двете празни чаши да ги пробие и за среќа и сега ќе ни каже тој самиот на кој начин, што е она, кој е добро трикот, секако нема да ни го откажеш, стандардно прашање што нема одговор, Веќе сум навикнат на тоа. И за тоа претпоставам ти треба доста концентрација. Вежбање имаш за буквално за секој трик. Јас најчесто кога веќе сакам нешто да научам или периодот е она што велам после полнок или после 12 часот. Значи преку ден мислам дека до сега нема ми се има случајно да пробам или да откриам нешто или да извежбам некој трик, па да додадам на тој трик или да склопам еден трик во 3 трика во еден трик. Значи почнувам некаде 12 часот и тоа се заглавува до 5-6 и дури има случаи. Значи тогаш ти доаѓа инспирација на некој начин. Тогаш е и тогаш е нај како да го кажам мртов мирен период кај што целиот организам ти е смирен и можеш да се просветиш. Имаш умор од тоа што ти се спи, али меѓутоа некако на еден начин наоѓам мир во тие часови, утренски или навечер, како да ги кажам. Во тој период се најдобро снаоѓам. Тој период ги вежбам сите, има трикови што сум ги вежбали по не знам месец време кај што не можам да допрем едноставно, значи јас знам тематиката до одреден степен и понатаму сега си викам што, како, па има тука значи во триковите има доста математика, има доста физика, се откриваат работи, се пишува на тетрадки, шаблони, шеми, која се склопи тоа се во едно и искочи оно што е потребното, престижот баш на трикот. Колку време го вежбаш еве токму овој трик со шилот? За тој трик, бидејќи е малце постар, можеби не знам 4-5 години за наназад збориме, се сеќавам малце, али малце и не. Шилецот баш, значи се што гледате се е моја изработка на еден начин. И покушавам на одредени, пак е тоа е значи граница меѓу ризикот и значи има да се случуваат повреди, не знам, оние гледачи што знаат и што имат гледано илузии, емисијата оди во живо, значи за истиот овој трик, Мегионичар ја прави на новинарка и му се има буквално десено на лошото. Со крв, значи се случуваат и такви работи. Има и повреди. За жал да, мислам не дека е баш она се како што изгледа фино и да има. А што е според тебе, каде погрешил тој Мегионичар? Ако кажам каде погрешил, ќе го кажам и трика, тоа е причината. Значи нема сега во Агол да го направиш тоа, бидејќи еве не дај Боже не сакам да бидам виновна за ништо. Предлагаме еве сега да го видиме тој клип за кој што зборувавме. Таму Љубе не се повредува, ќе видите зашто точно станува збор, а потоа иако е малку ве државме во неизвестност, веднаш после тој
трик. Овде во живо пред мене и пред мојот колега Љубе ќе направи и неколку трикови. Останете со Воаго. Имаме шајка, да покажеме дека е вистинска, може да се уверите и вие, проверете слободно. И чаши. Да, окей, ставиме долу и ќе ја покнуте. Значи ставиме 4 чаши. Само јас мора да преминем на другата страна, за да ви обясня. Може на тебе да направим. Ето, окей. Ќе ги вртиш вака чаши. Значи измеши ја и ќе видиш како ќе оставиш клинец, шајка. И ако ќе извршиш, ја ти сврте настрана, каже дали готово. Окей? Значи, види кај клинецот меше, јас ќе сврте настрана. Не кажем кој е готово. Покажи сте на камера. Готово? Готово. Еве неповторно назад во ирскиот паб Даблин. Гледате дека масата е расчистена, значи како што најавив, ќе следува овде во живо пред нас трик на кој што ќе го изведе Љубе Шоу. Јас морам да кажам, пред да го му поставам едно прашање, морам да кажам дека ништо не сме се договарале со него, што ќе работи, јас навистина не знам. Меѓутоа ќе те прашам ќе те прашам дали се случувало да направиш договор со некој од еве тие што си ги снимал, можеби некој не бил случај, минуваш па да каже, знаеш, сега снимаме емисија, нешто. Ова е добро прашање, значи имам договорено статисти, меѓутоа не договорени, како да кажам, луѓе на кои го правам трикот. Значи да, окей, например, дали се тоа другари, али ние ќе го правиме на него трикот, али без никаков договор. Значи тоа е само договорен за да биде таму и на него да го направам трикот. Така, едноставно да биде статиса, никаков претходен договор немаме, значи дали треба тоа да направи, што треба да направи и слично. Да запамти нешто што ќе се прави или било што. Да. Како што кажав и ние не се договаравме ништо, јас навистина не знам што ќе се случува сега. Ајде да видиме комбинација од два споја, како што напомена Фреска, клоузап и ментализам, нешто интересно. Вака сега ќе извадам шпил карти. И оставам овде на масата. Значи не ја отвараме. Во целиот шпил имаме само една карта што е свртена обратно, за разлика од сите други. Сега, ќе го оставам тука и ќе пробам со тебе да направам нешто интересно, односно ментализам или читање на мисли. Во секој шпил карти имаме од 1 до 14 броеви. Така, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5 до 14, односно до поп. Избери си еден број ти кој сакаш, од 1 или до 14. Значи замисли го. А ти ќе ми ги читаш мислите? Ќе се обидам. Само тоа треба да го мислам, ништо друго. Замислено, окей. Сега, во картиве имаме црни и црвени боја. Да. Значи земи, избери една боја и обоја твојата карта. Твојата бројка. Добро. Окей. Сега, доколку е црна, избери детелина или лист, а доколку е црвена, бакло или срце. Добро. Окей? Добро. Сега што добивме? Добивме број, добивме боја, добивме знак. Така. Значи, цела карта, оформивме веќе цела карта. Значи, со број, боја и знак. Треба да кажам? Не, се уште не. Сега, ќе го извадам шпилот. И чувствувам како на час. Так.
имаме значи една обратна карта во целиот шпил, а тоа е оваа карта, ќе ја ставиме долу. Други ќе ги тргнеме настрана. Сега, кажи ми која беше твојата карта на глас, а јас ќе ја свртам. Петка срце. Петка? Срце. Срце. Не. Браво. Браво. Петка срце. Сега ќе направиме нешто друго. Значи допуна на ова, јас како што ви рекол. Петка ќе ја свртиме настрана и ќе земам обичен бел лист. Меѓутоа што ќе направиме сега? Ќе ги измешам картите. Петката може да си ја задржам Така, да. или ќе ти фали Така, не, петката ќе во шпил. сега ќе го направиме трикот во продолжение. Значи треба да ми допреш една карта која сакаш ти. Само ја допри. Еве ова. Ова, така? Да. Значи ќе ја ставиме последна, сега ниту камерата, ниту ти, нема никој да ја гледа твојата карта. Значи ќе ги ставиме 5 и твојата друга карта, што нема да ја свртиме. Сега ќе извадам маркер. И ќе нацртам еден квадрат. Ова е магичен квадрат во кој ќе внесам броеви. Ќе го потполнам целиот со броеви. Ти брои така ти ги доаѓаат инстинктивно. Во моментот да, меѓутоа после ќе видиме Може што да ги искористиме всушност за значат тие лото. броеви. Да, се добитни. Сум имал такви понуди, да. Кога им извлекување на лото, може да направиме после еден дил. Така, да. Ќе ги делиме парите нека. Пола, 50-50. Да, да. Океј. И сега. Значи завршивме со броевите. Еве може да ги свртам на кај камерата. Опа, само да се гледаат. Имаме петка и твојата карта што допре. Кажи ми, дали нешто ти изгледа познато во целиот овој магичен квадрат или? Навидум ништо. Обични Не, бројки. јас со свртени бројки од- Така. немам врска, Значи, бројки што со е букви интерес- работа. Што е интересно овде? Ако твојата карта замислена беше 5, петка во срце, и картата што одопре е четворка во срце, Добро. значи двете карти го даваат бројот само малце 54. Добро. Така? Ако ги собериме сите броеви во првата графа, ги одобиме збирот 54. Ако ги собериме во втората графа, го добиваме 54. Во третата графа исто така 54. Во четвртата 54. Ако ги собериме само крајните броеви во магичниот квадрат, ги добиваме пак зборот 54. Ако ги собериме само средните, пак ги добиваме 54. Ако ги собериме само броевите од 4-те чошиња, пак 54 и диагонално добиваме 54. Значи тоа е На тоа кој магичен начин квадрат за да добиеме прво 54. Ова Ова е- рече дека долго си го вежбал, на Ова кој е, начин, да, ова што е се случи склоп- сега? склоп на Јас кажам дека со ментализам. бројки многу не си немам работа, Така, математика посебно ич. Значи ментализмот е тоа, значи знаев, односно јас треба да на еден начин да се обидам да петка во Добре срце го биде помислив. твојата карта, петка во четворка во срце ја добре картата. Значи се уште не знаевме која е, додека не ги направив целиот магичен квадрат, 54 и потоа ги се доби онаа целина или ја што велам престиж на самиот трик. Значи Одлично. целината на самиот трик. Интересно, много, Така, да. много интересно. Бидејќи има многу бројки во овој трик, она што не го спомнавме, а еве сега ќе биде тоа тема малку надвор од илузиите и триковите, што го разговаравме пред да почне снимањето на емисијата, е дека ти си економист, значи работиш со, нели, учиш, си учел бројки. Колку ете образованието, колку школото ти помогнало за, да не речеме конкретно овој трик?
па добри 4 до 5 пати имам паѓаното, како да го кажам, ме имат буткано по математика, али по моја вина нормално. Што го не смотриш тоа, али Не дека не си можел да научиш, туку нешто друго сигурно те спречило. Кога не сум бил таму, значи одредени причини, оправдани причини на еден начин. Али да, математиката е многу застапена во самите трикови. Да не кажам во поголемиот дел на триковите, математиката, поготово трикови со карти. Значи има она што велат оние луѓе кај што најчесто настапувам, викаат се е во брзината, викам да, не дека и не, сега да се разбереме. Али пак ќе кажам, математика има многу големо влијание во самите трикови. Хајде, кажи ми еден пример. Ова што го направив е доволен пример, јас мислам, да. Али не знам, пак ќе го направам, ако кажеме Значи, овие бројки интуитивно ти дојда за да биде збиротист со така, значи, двете карти? Пак ќе напоменам, значи картата што допрети, значи неа воопшто знае. Значи можеше да биде и деветка, значи можеше да биде не знам 6, 5 или било кој. Значи твојата карта беше петка во страце што ти замисли и карта што допред четворка. Јас без да видам го направив сето ова. Значи тоа е тоа како рече ментализам. Да, ментализам за да ги вклопиме сите работи треба во една целина. целина. Да си многу концентриран за ова да го направиш. Импресивно, навистина импресивно. А нели сега пред да го почнеш овој трик да го потврдиме одговорот твој на моето прашање дека не си правел договори со сите оние кои што биле во твоите клипови како статисти или било што, па предлагам да видиме уште еден таков клип како ти низ мислам дека нешто како беше парк или случајно седат луѓе на клупа, па ти им приоѓаш, им покажуваш трикови, и нема некој да не е импресиониран. Јас додека сум снимал сега, нели, тоа што е извадено е пуштено во програма на еден начин и во јавност. Има многу луѓе што воопшто не сака, значи доаѓаш да направиме нешто и бегат уште кога ќе видат камера, немаш микрофон или кога ќе исполнеш илузии, некои трикови. Тоа е, има многу смешни реакции има. Мора да споменам една многу интересна случка сега така ми дојде. Мислат кој знае што ќе направи. Значи седиме друштво и доаѓаат девојка од Скопје доаѓа со нели пријателки. И најнормално, ајде Љубе направи нешто, тоа така се почиња. И почнува трикови со карти и сега го гледам девојчето и викам ти си од Скопје, викат па да, ти кажав. Јас се гледам и викам, значи ти во Скопје живееш во Влае. Сега голема екипа сме, значи почнаа сите другите. Прв пат го гледаш девојчето. Да, тоа е интересно. И она вика па да, вика во Влае, викам сега значи во Влае ти живееш, викам во третата кула. И тука веќе станува малце напнато и интересно што и другарите, пошто сега ме знаат докај може да функционирам, почнува и на нив не станува чудно, вика, маме Љубе, што правиш сега, девојчето е целото запрепаздено ме гледа и не знае што се случува. Викам, добро, викам сега полека, значи ќе пробаме да влеземе кај тебе дома. Значи ти живееш, викам, во третата кула, на трети кат, и викам сега влагаме, десно ти е твојата детска соба, лево кујната, спална соба, дневна соба со тросет, двосет фотелја плава, викам гарнитура. Да, со плазма телевизор сликата од семејството е тука, викам искачаш на терасата, војчето вака ме гледаш. Мислам не знае никој кој што да каже. И ме гледаат и викам, зато викам јас имам доаѓано кај тебе дома, ама тоа се така добро поклопи, али она не беше таму. И беше една добра божна, како да го кажам, така да се изразам. Таман ке ти предложив, ете, во иднина, доколку не ти е профитабилен овој бизнис да се занимавам со гледање во иднината. Многу чудни понуди сум имал. Не сакам да ги кажам, не сум доаѓаат уште, не знам, за бракови, за жење, за да те прашуваат дали е добра прилика. Вика, Љубе, знаеш, имам проблеми, нешто викам. А може би мислам дека имаш биоенергија или нешто слично. Другите ме поврзуваат со тоа, сепак илузијата е илузија, мора да ги разграничиме тие работи. Не се занимавам со никакви, не знам, да не ги спомнувам сега луѓе што се занимаваат во Македонија со тие работи. Морате, јас мислев дека ќе почнеш да ми кажуваш јас каде живеам и што ми. Тоа што било така работата, да го погледнеме она што го снимала Љубе во Скопје, е тоа така? Или? Сега не знам за кој видео, имаме најизменешни, имаме во Скопје, имаме во Штип, има дури во Провиштип некој. Не знам кој ќе го пуштате сега во моментот, али добро, во секој случај. Ајде, нека биде изненадување и за тебе и за гледачите.
нов ден, нова надеж. Ајде идеме да видиме што ќе се случи. Сними го. Значи, ово ми се има случено, истото во Скопје, само таму беа 500 денари. Значи, не знам зашто луѓето ги стават вака парите, пошто има луѓе кои знаат, нели, да ги извадат, тоа е нормално луѓе што си жени се, сега ќе пробам јас да го направам тоа. Ајде да видиме. Значи имаме 100 денари, да пробаме да ги извадиме преку шофер шајната. Да видиме ако е тешко, но е веќе. Значи, немојте да правите вакви работи, не ги оставите парите. Бидејќи никогаш шофершаните не се сигурни. Овој пат не е оштетена и овој пат нема да ги оставам парите како што ги оставив на другиот човек или не знам жена. Сега овој пат ќе си ги земам и ќе се почнем со кафе, а вие уживате. Ќе ги измешаме картите и на твој знак кажи ми кога сакаш стоп. Стоп. Значи овде застануваме, види таа карта, јас да не ја знам. Таа е твоја карта, земи ја кај тебе. Убава карта да земам. Да, земи ја целиот шпил, измешај ги во шпилот. Јас ќе бидам свртена. Океј, само ги измешај да не. Епа, не знам јас како тебе на маса. Па добро, уред. Стави во средина нека. Јас сите карти ги пишам. Така сите, да, нормално. Погали? Сега да пробаме на некој магичен начин да ја најдеме твојата карта. Затоа ќе го земам ова магично ластиче. Се е магично. Се е магично, така да. Со тоа што ќе го ставиме во целиот шпил. Кажи ми, која е веројатноста твојата карта да биде наодозгора? 13 во детелина. Не. Значи не е 13 во детелина. Таа Петка беше во срце. преска. Таа беше преска, сега не е 13 детелина ќе ја вратиме пак во шпилот. И ќе сечам негде на половина. Кажи ми дали е кец во срце твојата Не. карта? Значи не е ниту кец во срце, ќе те молам сега дај ми ја раката. И задржи го целиот шпил. Држи го. Добро. Така, само малце ќе ми треба висина. Тука. Држи го цврсто. Шпилот и на мој знак ќе ја кажеш твојата карта и го пушти шпилот. Да попуштам на Така, маса. сега. 9. 9 лист. Тоа е тоа. Dankeschön, ladies and gentlemen. А зошто е магичен ластикот е рече? Затоа што се што се случува околу мене е магично. Што друго е магично и да рече се што се случува околу тебе е магично, што е другото што е магично? Магично, многу работи се магични. Магично е она што го правам јас. Магично е сето тоа што сакаме да биде, да го направиме магично. Или пак она е интересно кога фантазијата ќе сакаш да претвориш во реалност. Тоа е едноставно како едно мото во самата илузија. Значи невозможното да го направиш реално. Во секојдневниот живот. Колку много микрофоните мора малку да свртиме вака за да се слушаме добро. Многу често. Значи помага има прашање од типот на дали ти помага илузијата или магијата во керување на девојка или слични работи. И да, мора да кажем дали, пак ќе кажем дека треба да ги прашате понежно пол за таа работа. Јас ќе бидам резервиран на тоа прашање. Рековме пред малку дека студираш економија, заврши економски факултет. Така да, дипломиран економски факултет, менеджмент и организација. Добро. Така, со тоа на времето се занимав и со спорт, тоа може да го напоменеме. Во Скопје учев ДИВ, средно имам завршено како ДИВ, бев одбојкар полупрофесионално или полупрофесионално, тоа беше втора лига. Меѓутоа се растори клубот во Работнички Фершвет. На времето 4 години се занимав со спорт, потоа повреди или се насочи во други работи. Се дистанцирав малце, али се уште рекреативно се занимавам со спорт. А планираш некогаш со економија да се занимаваш? Па, планирам. Значи, да кажеме на гледачите дека тој менеджмент го користиш во приватниот живот. Во приватниот живот, да, бидејќи во собственик на локал во Пробиштип. Да, Урбан кафе. Бидејќи не може, нели, сега во Македонија се знае она граница колку може да се опстани од самата илузија, затоа мора да се занимаваме со други работи, да не кажем на еден начин ова као хоби, љубов, од кое се зимаат хонорари, не дека не се зимаат
понекогаш и како добри хонорари, меѓутоа ако се околни само на ова е просто невозможно во Македонија. Си имал така настапи со Да. илузиве? Вако нешто може во Штип има настапувано. Пред некој време, сега сум малку дистанциран, мислам Сега си бизнисмен. да, така малку немам некако време да се баш наклонам пак кон оваа работа, али луѓе што ме познаваат ме викаат и така. Во Скопје се уште има луѓе што обстануваат, мислам буквално живеат од ова, бидејќи пак колку толку на еден начин подобро платено во Скопје и луѓето сакаат да видат забава оде кај нас во нашите места во Источна Македонија, Западна Македонија исто така знае да биде добро платено. Али тоа е, пак Во кажам, Источна Македонија не имам се интересни овие работи. Па, Може би те треба гледаат нешто малце ново со- да воведеш во твоите трикови. Размислуваш ли на тоа? Сум размислувал на многу работи, сум пробувал многу работи, но ете, нема се уште она ниво, да не кажем, на овој тип на забава. Значи, ние не сме, да речеме, да, као на времето, да направиме сценска изведа. Значи, јас имам и сценски трикови, меѓутоа нема да еве као Имаш што ли се тој, дом на например, културата да во кутија кога влегува да, личност, па па сечење сечеш? на Имаш ли работено не, значи сценска изведа тоа не сум го работел. А Мислам од дека само шешир голубче да летне? не истото, да, знам зашто зборите, но Тоа се оние традиционални некои така, си трикови. сакав тоа да го набонам баш сега да се докнадам на муабето дека на еден начин се воизумирање сите тие трикови. Да не кажем и пробиени, веќе се знаат горе-долу што, како се прави, од каде се тоа, од каде сетата во моментот има Откриени сега се пак ќе ги тајните. кажам така, да. Во моментот мора да ги напоменам Пени Тейлор, имаат многу добро шоу, Full Us, се вика измамиле нас, каде што доаѓаат многу познати илузионисти или не толку познати, каде што они се како на еден начин комисија и треба ако значи прават трикови кај нив, ако го откријат трикот ништо, ако не го откријат, пошто овие се да не кажам врв во илузијата, на еден начин се занимаваат веќе преку не знам 6 години во Лас Вегас. Му даваат како награда и таму доаѓаат меѓуничари со буквално со карте или трик со карти што нема на ЗС. Значи тоа е толку добри трикови со карти што ете гледачите ако имаат шанси може да напишат на YouTube или да ги погледнат едноставно сите тие трикови. Имаш ли идеи за во иднината да воведеш нов трик во твој? Секогаш да речем има, репертоар али пак ќе или напоменам, еве сега дај Боже малце да си дојде она како што треба, јас пак ќе кажам финансиите се целиот проблем да не кажам во се. Па така и кај мене, значи сум бил па секаде во сите телевизии. Вака ќе биде, онака ќе биде сценарија, проекти, не знам Значи ти што. размислуваш за некој проект кој што ќе биде посветен токму на илузијата? Така, да. Значи материјал јас ги имам дома веќе. Тоа ми стои во архива, да речеме, не знам колку време, веќе 2-3 години, значи сите трикови како треба да изгледаат, од каде треба да се снима, што како да се измонтира се. Значи материјалот околу час и не знам половина, ајде веќе кажам. Има материјал за, значи, убаво стокмено видео, едноставно да кажам, или илузионистички филм на еден начин, со убави трикови, со трикови што мислам дека во Македонија до сега не се имат појавено, али сепак кошта пари. Сето тоа си треба финансиска подршка, али во Македонија се уште нема Си разговарал со некои други бизнисмени, некои имаат заинтересирани се да инвестираат во вакво Секој нешто? чест пак ќе напоменам за луѓето што досега ми имаат подржано оваа работа, секој чест ја ги поздравувам јавно. Меѓутоа има многу луѓе што ќе сам доаѓаш на интервју за финансиска конструкција, му кажеш си илузии, или му пушташ видео од тебе и те гледа и си ој како бе сега, значи нема тоа, има знаеш скептицизмот уште, да не кажем можда и табу тема уште, или не, али тоа е сега. Не знам како да го кажам, едноставно така се гледа. Илузионичарството не е нешто што е вчерашно, токму така, да. Не можеме да го кажеме таа тема, али кога видиш луѓето како те гледаат, како прв пат да слушаат за тако нешто. Едноставно нема, многу е тешко, во Скопје, значи пак ќе го земам како град што нели ајде на еден начин покушава да мрда. Спомни Западна Македонија, си бил таму да се распушаш. Да, во Прилепи имам одено, али нема пак ќе кажам. Или може би треба на еден начин да дојдеш до некој ниво, јас затоа се и трудам да пак да легне она што викаме, народски кажано, да легне работата за да извадам еден проект, што се вика од мој труд, од моја желба и љубов, за да после тоа евентуално ако си квалитетен па да си дојде се на свое место со спонзори, со луѓе што ќе те поддржат и дај Боже телевизија, продукцијата застане позади мене. Значи тоа е веќе проект што
ќе биде многу квалитет. Да се надеваме дека во блиски идни на Дај тоа Боже, ќе дај Боже. успееш да го реализираш. Да. Дека ќе ти се оствари желбата, а до тогаш До тогаш се занимаваш ќе се занимаваме со овие трикови Да, кои што клоузап веќе ги имаш. Те трикови. прашав во неколку наврати дали планираш да воведеш некои нова димензија во магионичарството овде во Македонија конкретно. Рековме со левитација си Веќе имам, запознат, да. а со Нешто ново веќе кога сме кај тоа, да, сценската изведа, значи интересно е што сакав да го наснимам за малку ми се попе, пак ќе кажам, коцките е исчезнување. Тоа е многу интересна тема, да, работам на тоа. Значи, исчезнување или телепортирање? Телепортирање, да, телепортација. Значи, буквално сакав да го направам, значи преговарав со луѓето во нашето кино во Пробиштип, на обична маса. Значи има само обично платно, значи нема никакви, не знам, скриени работи под масата, некои, не знам, смешни огледала како што сите луѓе други викаат. Значи поминува и кадар, и јас поминувам под масата, значи се качувам, одивам платното, ме снимува и за истото време се наоѓам во публика. Значи тоа е еден, пак да не кажем, од Девид Коперфуд, така еден од таму добив инспирација за тој трик и конечно влегов до кај што можам, али пак тоа е, значи финанси, други работи не се поклопи, али мислам дека кај да е ќе треба да биде тоа. Па, бидејќи сме еве некако пред крајот на оваа емисија во Агол, Так, па ајде да пробаме. Си пробувал Лидонек? телепортација? Да. Јас на пример сакам да ме телепортираш во Австралија. Не знам Во зашто Австралија. Австралија ми дава Австралија. Дали може да пробаме? Ќе пробаме. Ќе се Знаеш обидеме. или не си запознат дека моите емисии завршуваат со Со селфи. селфи? Добро. Знаеме, да. И ќе те молам да во Австралија. Сега го правиме селфите и завршуваме во телепортација во Австралија. Па да. Па ќе ви кажам, драги гледачи, како сум се поминала јас во Австралија. Ако сакате. На наредното интервју. Значи идеме селфи и исчезнување сега.